Кочани е генерацијски шок. Кочани е доказ за пропаднатата држава. Во теорија на политика јасно е дефинирано што значи пропадната држава или failed state. Ни погина, ни се уништи младоста, значи имаме голем број на починати, меѓутоа имаме голем број на преживеани кои што се исто така жртви. Жртви се и семејствата, жртва е градот Кочани, жртва е целиот регион на Источна Македонија и жртва е цела Македонија во колективната свест на секој нормален човек. Значи, самата помисла на Кочани кај мене ствара еден чемер, еден јад, една нервоза. Гледаме дека 9 месеци подоцна се одвиваат некакви рочишта, некаква групна тужба има. Гледаме дека доста луѓе се заштитени и не се појавија воопшто на клупата за обвинети. Гледаме дека има партиската припадност дека значи и заштита и исклучок, односно ги нема на листа некои луѓе кои што треба да ги има. Исто така, обемноста на обвинението покажува дека веројатно никој нема на крај ни да излезе виновен. Или тоа ќе се развлече толку долго што на сите ќе им се згади и да мислат на таа тема. Од друга страна, родителите пред кратко време излегоа, мислам беше кај Васко Ефтов со интервју во кое што пренесоа некои своји импресии од средбата со Мицковски, каде што тој им рекол нешто околу цената. Сега неќам нити да карикирам, нити некого да напаѓам. Меѓутоа, ми делуваше дека е автентично и дека е страшно тоа што се говори. Значи, државата излезе не мајка, туку маќа на сите кои што имаат мака од тој настан. Самото тоа проблем не само за мене. Од негде музика дојде. Мотори. Не ни влезе четврти во или некоја тајна служба. Сакам да кажам дека државата остана маќа за сите граѓани. Гледаме дека ако сме во неволја, државата не е тука да помогне и практично тоа е лошо и за државата. Луѓето губат верба во државата и се отуѓуваат од неа. Се отуѓуваат од една идеја да продолжат да ја градат својата иднина тука. Има голем бран на иселување и нервоза кај луѓето, кој што бран буквално само се интензивира. Од друга страна имаме зголемен број на починати во однос на родени. Дотолку полоша е тенденцијата кај македонците, кај албанците има некаков еквилибриум, горе-доле е слична бројката на родени и починати. Кај македонците е бројката катастрофална. И затоа мислам дека Кочани како трагедија требаше да направи некаков пресврт во општеството, меѓутоа не предизвика ништо освен големо незадоволство кон државата.